минути веќе е време за разговори во студиото. На самиот почеток, мојата колешка Суза разговараше со оние три прекрасни наставнички кои се најдобрите во регионот, имаат и награда за тоа. А сега повторно нешто слично околу оваа тема ќе продолжиме со Билјана Лотеска. Добро утро и добре ни дојдовте. Интегриран прирачник за предучилишна возраст. Многу е потребна, еве Суза ја има, ќе ја покажеме на гледачите. И што е она, еве накратко, како дојдовте до ваква идеја и зошто? Добро утро пред се на сите гледачи на Алфа телевизија. Јас доаѓам од една навистина весела и убава атмосфера, тоа е детската градинка Детска радост. И токму моите 30 години искуство ме поттикнаа да го направам ова издание како интегрираните прирачници за предучилишна возраст за 5 и 6 години и за 3 и 4 години, така и мојата книга Жолти чорапи, која што е наменета за деца од 3 па се до 10 годишна возраст. Така се покажува исто и љубовта кон дечињата и на овој начин. Сега ќе ја слушнеме сигурно и кој да знаеме и околу содржината внатре, што е она што треба дечињата да го знаат, односно и бабите, дедовците, мајките, татковците за своите најмили. Сузе, повелете. Благодарам многу. Денеска навистина некако гостите ни се сите во духот на образованието, во духот на децата. Пред малку ги испративме наставничките кои се прогласени за најдобри наставници во регионот на 6-та конференција која се случи во Бања Лука и навистина е гордост да се чуе дека од вкупно 28 од сите бивши ју републики дури 12 се македонци. Да. Тоа многу говори. Го видов тоа и им честитам на наставничките од училиштата. Им посакувам многу успеси во иднина. Така, исто така споделуваме сите ние. Честитки и од мене за сите овие убави книгички, сликовници, прирачници, кои што низ долгогодишната 30 годишна кариера ваша, педагошка, дипломиран воспитувач во градинка, верувам дека не е еден проект, ами се многу проекти од вашето CV. Можев само да забележам дека на вистина нема година во која што не сте активна во некој голем проект, каде го давате својот придонес, вашето искуство и се она во светот на децата кое што е сублимирано. Во раце ја држам Жолти чорапи, една од поновите ваши книгички, така нели? Да. Зошто се жолти чорапите? Па, жолтата е бојата на топлината и на среќата. Самата приказна е за емоциите, меѓутоа ајде на некој поинаков начин решив да ги поврзам емоциите со боите, затоа што и преку боите децата знаат да ги покажат своите чувства. Ние тоа можеме да го забележиме во градинка и додека ги цртаат своите детски цртежи, па кои бои доминираат и така да дознаваме многу работи без жолта за ништо не се црта. Да, секако, секогаш почнуваат и со жолто сонце, еве. Ова е еден цртеж со кој те поздрави една Марија, каде што сепак има еве жолто сонценце, ова си ти. Ова сум ја. Ова утрински Колку прекрасно. Ова утрински еден поздрав до тебе, тоа се каменчињата кои што ги боиш, има ете и други бои. Сакав емоциите да ги поврзам и на друг начин за да биде полесно и за нив, за да можат да ги искажуваат и да ги покажуваат ете и преку боите. Ме радува што кај децата тоа оставило доста голем впечаток, затоа што минатата генерација или децата кои веќе имаат книгата Жолти чорапи знаат да кажат лисицата беше лута, затоа носеше црвени чорапи на нозете и така натаму. Така да и се покрена како едно движење, па убаво е кога секој човек ќе си облече жолти чорапи, мислам дека навистина се чувствува подобро, како и ние овие денови кога сонцето ни е убаво жолто, на најако, па така сме повесели. И еден мал жолт детал значи многу за поубав ден. Браво, секоја чест. Навистина еден разговор со вас одма ја менува сликата и одма ја менува диоптријата и на ова ќе се подсетиме од утре кога ќе залади малку и кога ќе го снема сонцето, ќе се подсетиме дека и кога нема сонце на вашето небо треба да имате боечки, да ги извадите и да си го нацртате. Точно. Вива, колку работата со деца овие 30 години ви помогна да останете едно големо дете? Па јас секој утро пред додам на работа го будам детето во себе. Затоа што нашата работа за да работиш во детска градинка со деца од предучилишна возраст, треба навистина да ја сакаш работата. Затоа што
Нашиот ден почнува со насмевка, нашиот ден почнува секогаш расположено, чекајќи ги оние нивни преградки, оние нивни лица каде што доаѓаат и во нас гледаат другарче, да, со кој што денес сите ќе научи нешто ново, ќе си игра. Интересно име на децата во градинка, јас велам децата се за во градинка. И убаво е кога ја посетуваат градинката, затоа што тоа е едно навистина многу убаво исполнето дете, време затоа што овде учат преку игра. Слушаат убави приказни, го осознаваат светот, стекнуваат знаења за себе, стекнуваат знаења за другите, за околината околу себе и е навистина еден исполнет период од денот за секое дете. Затоа што и преку играта доволно е во градинка која ќе се социализира со другарчињата и кога ќе игра со нив, ќе научи нешто ново. Секоја чест. Инаку, ќе се надоврзам на она што го реков со претходните гости, дека наставникот, воспитувачот не е само оној кој што ги пречекува и ги испраќа децата по завршување на работното време, туку неговото време работно трае уште многу долго после официјалното работно време. И заради тоа им често пати се конфронтираме кога отвараме теми поврзани со статусот или со штрајковите и така натаму, се она што беше актуелно низ годиниве во нашите теми, дека наставникот навистина не е доволно вреднуван, воспитувачот за сето она кое што го прави и го вложува и она што непрестано инвестира во својот професионален растеж. Веќе напоменам и за делот проектите во кои што сте вклучени низ годиниве, автор на проектот и изложбата и илустрации на книги за деца од македонски автори. Автор на проектот и изложба 80 години слободен македонски печат за деца и ученици, мастер обучувач за социоемоционален развој на деца како дел од програмата Социјална кохезија и културен диалог, мастер обучувач за професионален развој на едукатори, обучувач за модул 2, акредитиран обучувач за програмата Вешто родителство, обучувач и воспитувач за формирање на професионални заедници за учење во предучилишни установи, воспитувач на деца мигранти од 3 до 10 години во сместувачки центар, ментор во проектот Искуствено учење, координатор на 4 европски проекти, Етвининг амбасадор, амбасадор за климатски пакт и многу уште други нешта во кои сте непрестано вклучена. Кога останува време за сето ова да го правите? Или можеби ова ново време во кое што некако ни дава за можност и од далечина да работиме, ви ги олеснува чекорите? Па да, се е тоа воедно, меѓутоа за себе сметам дека сум многу креативна и како што велат моите родители, како што небото нема граница, така и мојата креативност и гледам да се вклучам каде што можам, секако со оние своји можности и способности, за да дадам еден печат за унапредување на воспитно-предучилишната воспитно-образовна работа, затоа што мислам дека точно оној рандитски развој кој што од раѓањето до 6-та година или ние како што сакаме да кажем првите 5 се најважни на свет, се навистина еден интензивен период за раст и развој на секое дете, така да се трудам да оставам некои значајни работи кои што ќе можат да се применуваат понатаму во работата со деца точно во предучилишниот период. Да. Ова се интегрираните прирачници за 3, 4, 5, 6 годишна возраст. Од каде идејата и што се содржат? Па идејата дојде во соработка со уредничката Марија Богоевска од Арсламина, издавачката куќа, и решивме да направиме една детска планета каде што ќе можат и преку работа во овие интегрирани прирачници децата да го осознаат светот околу себе. Мислам дека ја постигнавме целта, затоа што тоа еве го согледувам и во градинката каде што децата работат во овие прирачници. Содржат се она што им е потребно на децата, за околината и за светот од точно онаа детска планета која што ги обкружува. Дали се тоа културно-хигиенските навики, како се стекнуваат, како треба да празнуваме заедно, за годишните времиња, за месеците, за часовникот. Значи се она што е светот, што ги обкружува светот околу нив, ги содржат овие два прирачника и секако тука е и детското списание Звезди, во кое што излегува месечно и во кое што исто така имам своји литературни творби кои секако се корисни за работата во детската градинка. Така. И бидејќи во овие 30 години си имате сретнато со многу деца,
Можам само да замислам колку се тоа генерации кои имале среќа да бидат во ваше друштво, а и колку се тоа родители, и баби, и дедовци. Една поговорка вели дека не постојат лоши деца, постојат неодговорни или да не ги наречам лоши родители. Дали секогаш од вашето искуство децата се огледало на своите родители? Па да, се, меѓутоа еве заедно затоа ги имаме и сите оние програми и тука сме секое утро заедно да размениме или секое пладне кога си одат децата од градинка да размениме свој мислење околу растот на детето, каде треба да се подобри нешто, каде да се пофали, така да соработката со родителите нас не е навистина многу значајна. Да, затоа што ние сме второто скалило во развојот на децата. Првото се родителите. Е навистина многу важен. Наставник, воспитувач, дете, родител е многу важен тој триаголник. Но колку овие нови генерации на родители кои што се навистина оптеретени со еден куп обврски, не дека во минатото ги немале родителите. Родителот кога станува родител секогаш има обврска и една голема одговорност за своето дете до крајот на неговиот живот, особено до неговата 18-та година. Но знаеме дека со дигитализацијата, со паметната технологија и со се она со кое родителот навистина му е скратено слободното време да го посвети на своите деца и некако му доаѓа како олеснување да му даде на детето телефон. Колку во вашите градинки, да речеме, е вклучена модерната технологија, интернетот и така натаму? Па конкретно јас во мојата занимална, затоа и не сакам телевизор или она што е дигитално, е лаптопот кој што го користиме во она што треба да го научиме, значи со некои поучни приказни кои што треба кратки видеа да ги видиме, да ги погледнеме доколку нели обработуваме некоја тема. Сакаат да соработуваат родителите. Доаѓаат редовни се и на работилници, можеби затоа што им ги правиме некако интересни, па сакаат да доаѓаат да соработуваат, прашуваат. Треба и самиот воспитувач да ја има таа техника да ги поттикне на таа соработка, за да можете да се вклучат и тие во нивниот раст и развој на децата, ги интересира, прашуваат многу работи, едва чекаат да дојдат на работилници или кога си правиме заедно излети, тука не е на нас Газибава, бидејќи таму ми е лоцирана градинката, знаеме чисто да правиме заедно прошетки, така да се вклучуваат и ги интересира. Она што е дома секогаш велиме, треба да се одвои време за своето собствено дете и што помалку активности за да можеме да бидеме повеќе со своето дете, затоа што брзо поминува. Брзо растат, тоа од искуство сите го знаеме. Да, точно така. За се она кое што сте го дали и вложиле во оваа прекрасна и благородна професија, имате добиени многу награди, од кои веќе ги споменам 2012 година просветен работник на општина Газибаба, награда за унапредување на воспитно-образовната работа, во 2019 просветен работник на град Скопје, награда за унапредување на воспитно-образовната работа, 2021 исто така просветен работник на Република Македонија, благодарница и награда од Фондот на Холокаустот за учество на конкурсот Раскажувам фотографија, автор сте на книгата Жолти чорапи, автор на интегрираните прирачници, автор на сите други прирачници, Детска планета, кои што со која динамика излегуваат овие прирачници, само да ве прашам? Овие прирачници излегоа минатата година и се користат веќе од септември, така да за следните генерации исто ќе бидат достапни за користење. Сега она што следува ново издание од мене, секако ќе ви кажам кога ќе излезе, а се надевам тоа ќе биде во брзо време. Во соработка сум со издавачката куќа Арсламина, така да се што е ново гледам и она што е новото што ќе излезе да биде корисно за децата. Пред се за нив, а секако и за родителите, и има делови кои што заедно и децата заедно со своите родители дома можат да ги работат. Секогаш гледам да направам таа конекција, да ги поврзам, за да можат заедно да работат и родителите и децата. Так, прекрасно, навистина ги има да се купат, да се набават и во слободна продажба, во литература МК. И предпоставувам дека е одлична идеја за подарок на детенце кое што... Секако. Дали овие нови генерации на деца кои растат со интернет порано
почнуваат да читаат и да пишуваат, или тоа е само мој личен впечаток? Не, зависи сепак индивидуално од секое дете. И колку се истражува, колку се работи на таа тематика. Ние во градинка, бидејќи ни е ран детски развој програмата, децата ги испраќаме во училиште веќе со 6 годишна возраст, така да она што го работиме во градинка поврзано со буквите и препознавањето на буквите. Другото го оставаме во прво оделение. Овде оставаме повеќе низ игра да ги препознаваат, да можат да ги кажат буквите. Затоа што веќе во прво оделение нив ги очекува таа динамика, тоа темпо, каде што ќе треба се побрзо да ги совладаат и со пишување, буквите и со читање. Го оставаме во овој период, оставаме тоа да биде сепак само игровно. Затоа што за децата сепак е овој најбезгрижниот период, каде што и можат и да бидат и да ги препознаат буквите, меѓутоа сето тоа да биде преку игра. Одлично. Уште еднаш да се заблагодарам на малата Марија. Колку години има Марија која вака убаво ме нацрта? 5,5 години, тоа е големата група, да. Премногу благодарност за Марија и се разбира еден ден можеби ќе ве посетам, ќе изработуваме камчиња или ќе пееме во вашата градинка, ќе ми биде посебна чест и задоволство да се дружиме и да украдам малку јас од нивните насмевки, од нивното жолто сонце. Огромна благодарност и посакувам сите наредни години во вашата педагошка работа во градинката Детска радост да бидат успешни и исполнети со многу насмевки, а со што помалку солзи, бидејќи и тоа е составен дел од почетоците, така нели, на секое детенце. Да, јас само сакам да ги поздравам сите деца во градинката Детска радост, како и одличниот прекрасен тим на вработени во нашата градинка, која што се наоѓа во општина Газибаба, во автокоманда и на селбата Железара. Одлично. Ми беше драго што денеска проговоривме и во првиот и во вториот дел за светот на децата и за сето она кое што го прави поубав нивниот најран период, во кој тие се спознаваат себе си, се идентификуваат и се инспирираат. Вие сте инспирација на секое едно детенце и нешто што никогаш не се заборава. Првите наставнички, Марко беше дел од таа градинка. Прекрасно, да. Ви благодарам многу.